Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата, согласно Уставот на Република Македонија, согласно деловникот на Собранието на Република Македонија, денеска поднесе барање за свикување на итна седница и неодложна на Собранието на Република Македонија. Бараме итна собраниска седница со една единствена точка на дневен ред. Состојба на подрачјата погодени од временските непогоди што се случија на 6 август 2016 година во околината на градот Скопје. Предлагаме и конкретни заклучоци со мерки кои што веднаш треба да бидат превземени за да им се помогне на граѓаните. Собранието мора да расправа за оваа состојба и што е уште поважно, пратениците мора да ги донесат заклучоците за да се исполнат условите за задоволување на минималните потреби на граѓаните кои што се погодени од временските непогоди. Ова барање го поднесуваме поради нужноста да им се помогне на граѓаните на кои што во овој момент тоа им е најпотребно. Собранието на Република Македонија, ние, како луѓе пред се, имаме уставна, меѓутоа и човечка должност да им помогнеме на овие наши граѓани. Ги повикуваме сите пратенички групи и пратеници во Собранието на Република Македонија да го поддржат нашето барање. Сега не е време за политика, сега е време за помош на граѓаните, на дело да ја покажеме нашата хуманост. Благодарам, повелете прашање. Што како процедувате и како политичар, но и како граѓани? Има ли можност да се вратиш во тие насоки кај што се огромни обави за нашите члени, со веќе недела да може и минимални услови да се проведат за живот? Кажав, не е време за политика, иако за жал бележиме сериозни пропусти и во превенирањето, да не дојде значи до вакви елементарни непогоди, меѓутоа и во организација во помош на граѓаните. Сите тие работи ги бележиме, меѓутоа сметаме дека сега е многу побитно на овие луѓе што е можно побрзо да им се достави помош и да им се помогне, отколку да дискутираме за тој тип на недостатоци. Ваквите предлог заклучоци се токму во насока на вашето прашање, тоа е да се помогне на луѓето што е можно побрзо да се нормализира животот во тие подрачја, значи не станува збор само за Стајковци, станува збор за еден корпус од населени места, една регија која што има 50.000 граѓани, која што мора подитно да се враќа во што е можно понормална состојба заради можноста и од појава на заразни болести. Може ли да не кажете дел од заклучоците и мерките кои ги предлагате? Мислам дека ќе ви ги доставиме после оваа пресконференција. Станува збор за 10 заклучоци, меѓу кои што превземање на мерки, пренасочување на буџетски средства, престанување на репрезентативни трошења и пренамена на тие средства кон граѓаните, прекин на работа по водостојот на реките, на несуштински, неинфраструктурни објекти и пренамена на тие средства за потребите на овие граѓани. Тоа е таков сет од корпус на луѓе, значи предлог мерки по сферата на здравствената заштита. Ќе ги добиете 10 заклучоци. Суда да кажувате дека нон-стоп на тера. Има многу спекулации за злоупотреба на хуманитарна помош. Дали се забивате да? Значи, кажав веќе, бележиме сериозен корпус на недостатоци во организациона смисла за помагање на луѓето, како и злоупотреба меѓу другото и на хуманитарната помош. Свесно тие прашања во овој момент не ги подигаме на политичко ниво, затоа што и за мене лично, ако сакате, и за нас како политички партии, меѓутоа и како луѓе пред се, е многу побитно да влеземе во нечиј двор, во нечија куќа, да се исчисти таму ѓубрето, за да на тие луѓе им стане животот што е можно побрзо, понормален. Имате ли консултација каде Трајко Велјановски ќе го прифати вашиот предлог што го правите пратенички групи? Значи, ова беше договорено на ниво на нашата пратеничка група. Сметаме дека кој каде да е, може да одговори во рок од 24 сата на ова барање. Не е совршено, е небитно, не гледаме, повторувам, не гледаме никаква политика во оваа работа, на вистина
Сведоци сте и вие, бидејќи секојдневно ваши екипи се на лице место, состојбата е повеќе од алармантна. Прашање, колку до сега вие имате донирано за? Јас лично? Ако не е така. Не, личните донации, личната помош е работа која што ја прави секој од нас поединечно. На колку луѓе сум им помогнал многу. Дали сум приложил парични средства, сум приложил парични средства. Дали е тоа битно, не е битно. Уште едно прашање, докаде е изборот на лице кој ќе биде уредник на Значи имате 2 рока согласно законот. Председателот на телото треба да се избере до 23 август, уредникот евентуално на МТБ после 31 август кога ќе се констатира состојбата за избори. Ако имamo политички прашања, јас не ќе јас сам важно може да изграшен список. Се гледа дека ни 10% според извештаите на ДИК не се пријавени, тие што наводно се фиктивни и така натаму. Што ќе биде, како ќе им се земе правото на тие гајање што се влагнат стол на пожелба? Значи, за спорните записи кои што се избришани од избирачкиот список во вкупен број 39.502, мислам дека беа, ќе се произнесеме од кога ќе заврши рокот, тогаш ќе го дадеме нашиот суд дали станува збор за реални граѓани или граѓани кои што или луѓе или спорни записи или фантоми. Тогаш ќе дадеме судот, нека помине рокот, луѓето имаат рок да се пријават во уште мислам 5-6 дена се останат. Благодарам.